На модната недела во Њу Јорк, актерката Лили Колинс делуваше многу слаба, со што предизвика загриженост кај нејзините фанови. Претходно таа има зборувано за битката со булимија, но не е познато дали пак се справува со нарушувањето. Актерката Лили Колинс, најпозната по улогата во Емили ин Парис, од секогаш била отворена за битката со нарушувањето во исхраната, но тврдеше дека сега е во подобра состојба. Сепак со нејзиното појавување на модната недела во Њу Јорк ги загрижи фановите со својот изглед. Актерката, која на почетокот од годината доби дете со сурогат мајка, во петокот се појави на ревија на Calvin Klein. 36-годишната актерка носеше комплет од кроп топ и здолниште во комбинација со сандали, а она што најмногу им привлече внимание на другите е нејзиниот слаб изглед. Фотките од актерката на ревијата почна да се споделуваат вирално и многумина изразуваат загриженост за неа. Некои пак и ја критикуваат бидејќи со многу слабиот изглед представувала лош пример за девојчињата. Селена Гомез повторно ги освои обожавателите, овој пат со нејзината реакција на 77-то доделување на наградите Еми во неделата. Видеото кое брзо стана вирално на социјалните мрежи го прикажува моментот кога Гомез го забележува својот колега од Only Murders in the Building, Мартин Шорт, како и пишува пораки на Мерил Стрип. Видеото ја прикажува 33-годишната актерка како седи до нејзиниот вереник Бени Бланко и ги гледа своите колеги Мартин Шорт и Стив Мартин. Откако Кришон погледна во телефонот на Шорт, Гомез се насмевна и се сврте кон Бланко, очигледно шепотејќи Марти пишува пораки на Мерил. Овој симпатичен момент дополнително ги разгоре шпекулациите за врската помеѓу Шорт и Мерил Стрип, која во популарната серија игра негова симпатија. Стрип не присуствуваше на церемонијата на доделување награди. Шорт неодамна ја пофали својата колешка во интервју за Entertainment Tonight, истакнувајќи го нејзиниот опуштен став на снимањето. Мислам на тоа колку е пуштена, колку е лежерна. Таа не носи ниту една од своите 21 номинации за Оскар на снимањето, вели тој, а Стив Мартин додава: таа има право да биде дива, но едноставно толку пристојна, забавна и дарежлива. Додека Гомез потврди дека Стрип е најдобрата личност. Вчера започна театарскиот фестивал за деца Силјан Штркот, кој годинава по 6 пат ги расшири своите крилја и ќе донесе магија до 19 септември 2025 година во Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп. Фестивалот е настан за кој не се зборува само како за представи на сцена, тој е празник за секое дете, за секој родител и за секој учител што верува дека светот станува подобар кога во него има повеќе уметност. Замислете дете што прв пат гледа театар, која ја открива моќта на приказната што оживува пред неговите очи, тоа чувство на чудење и возбуда е срцето на Силјан Штркот. Фестивалот започна со мачорот во чизми на театарот Јордан Хаџи Константинов Джинот од Велес, за потоа овие денови да следуваат и другите представи. Снежана и 7 џуџиња од театарот во Битола ќе ги принесе децата во магичниот свет на бајките. Следуваат вечерни работилници за ликовна уметност, кои им овозможуваат на најмладите креативно да изразат својата фантазија. Средата носи класична авантура со Ивица и Марица од Мал театар Прилеп, додека в четврток ќе се игра Пепилашка во продукција на Центарот за култура Антон Панов од Струмица, а вечерта ќе биде збогатена со танцова работилница на отворено. Завршниот ден на фестивалот, петокот, ќе биде посветен на театарската работилница, каде што децата ќе имаат можност да застанат на сцената и да ја почувствуваат магијата одблиску, велат организаторите од Сдруженијето Мал театар Прилеп. Организаторите на Евровизија наводно испратиле неофицијална порака до Израел привремено да се откаже од Евровизискиот надпревар за песна во 2026 година или да настапи под неутрално знаме за да избегне исфрлање.
објавија медиумите во неделата, а неколку други земји се заканија дека ќе бойкотираат годишната музичка екстраваганца доколку Израел учествува. Неофицијалната порака доаѓа пред собранието на Европската радиодифузна унија, што треба да се одржи во Женева, на кое се очекува да се дискутира прашањето за учеството на Израел поради зголемениот гнев кон Израел поради тековната војна во Газа. Во моментов Израел е меѓу 22 земји кои изразија интерес за учество на надпреварот во Австрија во 2026 година, но неколку земји изјавија дека нема да донесат конечна одлука за своето учество се до собранието во декември. Доколку Унијата не гласа за исклучување на Израел од надпреварот, 6 земји се заканија дека ќе се повлечат.